почитувани членови на надзорниот, управниот одбор на ЕЛЕМ и уште еднаш пред се почитувани вработени во рудникот во РЕК Битола. Мислам дека е бесмислено јас да ви кажувам кои се бројките во рудникот, колку јаглен ископан, колку јаловина ископана. Тоа е нешто што вие го знаете подобро од сите нас, бидејќи вие тука работите секој ден. Вие сте тие каде што почнува електроенергетскиот систем во Република Македонија. Мене ми поставува особена чест и задоволство што денеска можам во името на владата и во моје лично име да ви го честитам вчерашниот празник на рударите, 28 август, Света Богородица. На сите нека им ја на помош и да помогне да имаме добри резултати и вие да имате добро здравје лично и во вашите семејства. Јас денеска нема да ви зборувам за вашата работа, како што кажав, тоа вие го знаете подобро од сите нас. Јас денеска ќе ви зборувам како јас лично, после многу години сум присутен тука во РЕК Битола, го гледам работењето на РЕК Битола во иднина и вкупно работењето на ЕЛЕМ. Да не се лажеме, работењето на ЕЛЕМ во најголем дел зависи од работењето на РЕК Битола, бидејќи РЕК Битола произведува најголем процент на електрична енергија во оваа држава и тоа треба да се респектира и да се почитува и да му се даде соодветното значење во рамките на електроенергетскиот систем во државата. Што се однесува до иднината на овој комбинат, јас можам да ви кажам дека ние посветено ќе работиме, а посебно јас во мојот кабинет, заедно со вашето раководство, на тоа да обезбедиме одржлива и предвидлива иднина на овој комбинат. Состојбата може би не е розова, онака како што сите вие ја знаете, меѓутоа таа мораме да ја подобриме и тоа мораме да знаеме како ќе ја подобриме. Подобрувањето 5C подразбира да се има план. Кога во енергетиката зборувате за план, вие немате никаков план ако немате план барем за 10 години унапред. А прецизен план со дневни динамики и месечни динамики бар за 5 до 6 години. Во таа смисла мора да се подобри состојбата во Брод Нотино, мора да се подобри состојбата со ископите и оттаму да се добијат предвидените можеби не 2 милиона тона годишно, меѓутоа 1 до 1.200.000 годишно, значи јаглен мора да испадне од таму и мора значи и уште еднаш трет пат ќе повторам, мора без алтернатива да се мисли на отварањето на живојно во блиска перспектива. Само тој начин ќе обезбеди континуирана работа на РЕК Битола, која што и како е неопходна за работењето на електроенергетскиот систем во Република Македонија. Ние како влада ќе дадеме максимална поддршка да овие дејности се случат и тоа да не се случат во некоја далечна иднина, него да се случат во блиска иднина. Без тоа, електроенергетскиот систем во Република Македонија не можеме да кажеме дека ќе биде на долг рок стабилен. За да го направиме стабилен, мораме да ги предвидиме овие дејности. Што се однесува до состојбата во делот на законските регулативи, сите знаете дека донесовме нов закон за енергетика, во тој нов закон за енергетика ЕЛЕМ, а со самото тоа и РЕК Битола има централно место. Заради тоа што практично е заштитено како ЕЛЕМ и во понатамошните години ќе биде стабилна компанија, ќе биде компанија која што може и мора да биде основа на електроенергетскиот систем во Република Македонија. Па така е предвидено да практично ЕЛЕМ биде главниот производител на електрична енергија за универзалниот снабдувач, кој што треба да ја заштити цената на електрична енергија за граѓаните. Но тоа пак од друга страна значи домаќинско работење. Значи не смеат да продолжат тенденциите кои што ги гледавме уназад со години и можеби до ден денеска не се искоренети, значи во РЕК Битола и во рудниците мора да се воспостави домаќинско работење. Тоа е нешто што е императив без алтернатива. Заради тоа што само така може да се задржи значи стабилноста на системот. Што се однесува до еколошките аспекти, тука мораме да кажеме дека имаме една состојба на еден договор за реконструкција на котлите кој што се уште не е завршен и кој што е една во деликатна фаза. Практично резултатите кои што се очекувале да бидат добиени со тој договор не се добиени, а потрошени се добар дел од средствата, од 90 милиона евра колку што бил договорот, 65 милиона евра се потрошени. Тука треба да се расчисти состојбата со испорачателот на опремата,
да се расчисти во корис на Елем, бидејќи Елем, односно Рек Битола е во право во тој процес и ќе направиме се тоа да се случи и веќе сме во преговори тоа да се заврши и веднаш после расчистувањето на тој случај нема алтернатива, треба да се премине кон десулфуризација, односно кон поеколошко произведување на електрична енергија од Рек Битола, бидејќи нема алтернатива животот, односно здравјето на граѓаните на Битола и Битолско и на целиот Пелагониски регион. Ова се работи, кои што сакам да ги кажам и да ги споделам пред вас тука, заради тоа што мислам дека тоа е суштината, наспроти тоа да сувопарно ви кажувам бројки, колку учествувате во GDP-то, колку се количините нископан јаглен и така натаму. Нема алтернатива, ова што го кажав. Ова се оперативните задачи кои што треба ние како влада да ве поддржиме, да вие како раководство на Елем и како раководство на Рек Битола ги спроведете, а да при тоа обезбедиме, значи, стабилно и предвидлива иднина за сите вработени во Рек Битола. Јас уште еднаш на крај ќе ви го честитам празникот на сите. Ќе ви посакам лично здравје вас, здравје во вашите семејства, безбедност во работата и само да знаете дека владата ќе биде секогаш со вас и ова што го кажавме апсолутно стојам позади тоа дека мораме да го направиме. Уште еднаш нека ви е честит празникот и ви посакувам се најдобро.